Јави се јужна, север и запад, нека не чујат колку сме. Црвено-жолта, тоа е боја за која живот даваме. Нека знае сега светот за нас македонците. Едно сонце на Александар нас ни свети в градите. Македонија навива за вас, пеат милиони како еден глас. Македонија сака победа. Почитувани присутни, почитувани представници на општина Македонска Каменица, почитувани спортисти, спортски работници, љубители на спортот и драги гости. Кога стојам пред мојата публика, секогаш чувствувам гордост, но и голем предизвик. И затоа зборовите не ги бирам со разумот, туку оставам да зборува срцето, што чука како да сум на стартна линија и на некој важен надпревар. Исто како и многу други работи во животот, кои доаѓаат од чиста емоција, од моментите на победа, пораз и лекција. Токму таков е спортот во Македонска Каменица. Чиста емоција, каде не се одлучува само со разумот, туку желбата да се даде се од себе, да се биде подобар. И затоа вечерва зборуваме за луѓето кои се борци на теренот и во животот. Зборуваме за карактер, за дисциплината што се гради и кога никој не гледа, и честа што останува кога ќе се изгаснат рефлекторите. Таа дисциплина низ карактерот на спортистите од Македонска Каменица ја препозна Сдруженијето на граѓани Багери од Македонска Каменица и втора година поред им оддава признание на вистинските спортски амбасадори на нашиот град. Во таа насока не можам а да не го поздравам човекот кој стои зад оваа прекрасна идеја. Човекот кој не зборува многу за спортот, туку живее и работи за него. Човекот кој не чекаше услови, туку ги создаде. Јас лично, а верувам и сите што го познаваат, се восхитуваат на амбицијата со која верувавте и го креиравте денешниот настан. Господине Прангов, ви честитам за визијата и храброста да Спортот не е само надпревар, тоа е начин на живот, тимска работа, почитување на правилата и трудот на поединецот, училиште за карактер и доказ дека успехот се гради со труд и верба во себе, поттик за младите да ги развиваат своите вештини и да се надпреваруваат во духот на ферплей. Македонска Каменица е почеток на многу спортски патувања, колевка на соништа и амбиции.
Спортски имиња чии чекори започнале овде. Место каде се родила љубовта кон спортот, првите победи и имиња кои денес се амбасадори на градот во државата и светот. Иако мала, Македонска Каменица е голема кога станува збор за спортот. Дом на клубови и спортисти кои со упорност ги инспирираат идните генерации. Во таа насока, посебна благодарност за успешноста и реализација на овој настан упатувам и до спонзорите. Анабела 2018, Пајого, Палмас ДМТ, Гоплас Караман, Деплас Мунт, Нико Стил, Ресторан Иднина, Флукс Кафе Премиум, Рима Консалтинг, Компани Хритекс, музички состав Актив Бенд, Кавкан и мултимедијален сервис Медиа Поинт. Драги гости, во името на организаторите и во мое лично име ви посакувам добре дојде на овој голем спортски настан. Избор на спортист на Македонска Каменица за 2025, која ги наградува најуспешните спортисти, екипи и спортски работници за нивниот придонес кон спортот. А како општина која вложува и ги препознава младите таленти, со задоволство ја поканувам представничката на Советот на општина Македонска Каменица, госпоѓа Марија Јолдашева, да го прими признанието за особен придонес, поддршка и вложување во развојот на спортот во Македонска Каменица. Воедно да ве поздрави и да ги додели следните Добро вечер, почитувани. Пред се сакам да се заблагодарам на поканата на Сдруженијето на граѓани Багери. Чест и задоволство е да се присуствува на настан како овој. Се надевам дека во иднина ќе имаме многу повеќе настани од овој тип. Се надевам дека соработката ќе продолжи со нас од името на Советот на општина Македонска Каменица и од името на градоначалникот на општина Македонска Каменица. Ви ветувам дека соработката продолжува. Оставам. Благодарам. Од младите приказни започнуваме со младиот шахист Немања Костадиновски. Со секој потек на таблата покажува стратегија, концентрација, што го прават инспирација за младите кои ја следат играта на умот и духот. Има 13 години и има освоено прво место на отвореното првенство во шах во детска категорија. Денес Сдруженијето на граѓани Багери му доделува признание за најуспешен спортист во детска конкуренција за 2025 година во Македонска Каменица. Нашиот следен талент е 7-годишната Бисера Карова. Се занимава со спортска гимнастика 1 година. Член е на клубот за гимнастички спортови Кочани и на неодамнешно државно првенство во Скопје се искачи на победничкиот подиум, освојувајќи 3-то место. Воедно вечер денес Бисера го слави својот роден ден. Искрени честитки и желби за уште поголеми успеси. Те поканувам да го примиш и признание за најуспешен спортист на годината за 2025 година во детска категорија од училишни спортови во Македонска Каменица. Заслужена награда како подарок за твојот посебен ден. Почитувани присутни, младите спортисти се иднината на овој мал град. Тие се борат со срце, а нивните имиња допрва ќе блескаат на спортските терени. Одовде следното признание оди во рацете на младата репрезентативка на Македонија до 14 години Стефани Јанева.
Во 2025 година ги одигра двата репрезентативни надпревари со Турција и Романија. Денес Сдруженијето на граѓани Багери доделува признание за најуспешен спортист во детска категорија за 2025 година во Македонска Каменица. Те поканувам на Наша следна гордост е младата фудбалерка Јована Петрушевска. 7 години тренира во редовите на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса. Неколку години поред е лидер и капитен на младинските категории во клубот и најдобра голгетерка во надпреварување за кадетки. Репрезентативка во 15 репрезентација на Македонија, која пролетта веќе ќе настапува и за сениорската екипа на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса. Со задоволство те поканувам да го примиш признанието за најуспешен спортист во младинска конкуренција. Од успешните генерации на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса е и младинската генерација 2011. Оваа генерација, следејќи ги успесите на претходните, 2025 година заврши на второто место во прва лига кадетки. Чест и задоволство ми е да ве поканам на сцена да го примите признанието за најдобра младинска екипа во женска конкуренција во Македонска Каменица. Спортистите на Македонска Каменица не ги забораваат почетоците и корењата. По бројни спортски патувања постојат такви кои се враќаат и искуството го пренесуваат овде. Една таква личност е Зоран Златковски, репрезентативец на Македонија со богата интернационална кариера. Има настапувано во неколку клубови во Бугарија, Грција и Иран. Во Македонија настапувал за Академија Пандев, Брегалница Штип и секако за фудбалскиот клуб Каменица Саса, каде беше играч и тренер и успеа повторно да го издигне клубот во втората македонска фудбалска лига во 2017 година. Поседува УЕФА лиценца и бил тренер 2 години на женската U15 репрезентација на Македонија. 9 години е тренер на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса, со освоени 2 титули, неколку турнири и куп на Македонија. Еден од ретките тренери кои воделе клуб во најелитното надпреварување за жени Лига на шампиони. Почитуван Златковски, со задоволство ве поканувам на сцена да го примите признанието за тренер на Добро вечер на сите. Право честитки за сите добитници и за сите оние кои допрва ќе примат награди. Испраќаме една успешна 2025-та. Верувам и знам дека сите спортови, сите клубови од Македонска Каменица можеме доста подобро
и 2026 ги посакувам на сите повеќе успеси, подобро представување за нашиот град и повеќе млади деца за да имаме идеја. Фала. Продолжуваме и кон старите генерации. И затоа следното признание за Лазо Стаменовски, првак во шах на отворено првенство на македонска каменица. Председател и активен играч на шаховскиот клуб Каменица Саса, со кој во 2025 година обезбеди пласман во втората лига. Со својот труд, посветеност кон шахот е вистинска инспирација за младите умови. Повелете на сцена да го примите признанието за успешно надпреварување во национални првенства и спортска промоција на македонска каменица. Оттука се насочуваме кон младата кошаркарка на женскиот кошаркарски клуб Вардар Моника Зафировска. Со кошарка се занимава од најрани години, а минатата 2025 година го освои купот на Македонија и третото место во првенството. Со задоволство поканувам представник од фамилијата на Зафировска да го прими признанието за успешно надпреварување во национални првенства и спортска промоција на македонска каменица. Светот на бодибилдинг и затоа следното признание е за каменичанецот Андреј Малчев. Моментално живее и работи во Германија. Со повеќе од 10 години посветеност на бодибилдинг, постојано настапува на домашни и меѓународни надпревари, носејќи го името на државата гордо на секој подиум. Минатата 2025 ќе ја памети по освоено трето место на IFBB турнирот во Македонија, како и шесто место помеѓу 18 странски надпреварувачи на меѓународниот надпревар во Италија. Неговата упорност, дисциплина и секако страст кон бодибилдингот ги препозна Сдруженијето на граѓани багери и денес му доделува признание за спортска промоција на македонска каменица на национални и меѓународни надпреварувања. Повели на сцена. Македонска каменица има спортисти од сите дисциплини. И затоа следното признание за нашиот сограѓанин Дарио Стојковски. Со тенис се занимава повеќе од 10 години и постојано настапува на државни и меѓународни надпревари. 2025 година ја одбележи со своите одлични настапи на Куманово и Велес Оупен. Со задоволство те поканувам на сцена да го примиш признанието за спортска промоција на македонска каменица на национални и меѓународни надпревари. Нашето следно признание оди за фудбалскиот клуб Каменица Саса генерација 2014. Најуспешна младинска екипа во машка конкуренција за 2025 година, која го освои првото место во источниот регион, а на меѓународниот турнир Fair Play во Охрид ја потврди својата доминација со уште едно прво место. Млади спортисти, задоволство ми е да ве поканам на сцена да го примите признанието
за најдобра младинска екипа во машка конкуренција во Македонска каменица за 2025 година. Почитувани присутни, се надевам дека доовде уживавте со инспиративните приказни за спортските таленти. Во продолжение ве оставам на музичка пауза со талентите на културно-уметничкото друштво Вера Јоци и со нашиот добро познат Дамјан Стојменовски. Уживајте!
Добро вечер на сите. Ви благодарам за поканата. Честитки на сите кои што освоија награди. Јас ќе ви се представам со неколку песни и се надевам да ги уживате. Исто мислиме по очи познавам, како да те чувствувам, по мислиме те допирам. Дали ти и јас ќе бидеме ко едно некогаш? Тишина, ноќта пак ме убива. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам. За мене ти си една. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце е во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам. За мене ти си една. Само една не може да ме смени, само ти може да ме смениш. За мене ти си една. И почнем од тебе, јас во карантин тебе. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце е во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам. За мене ти си една. Не те вадам јас од памет, памет и сега знај ова срце е во пламен, пламен и сега јас за тебе ќе се борам, сакам не дека морам. За мене ти си една, една. Еден ден ќе ме молиш ке ме сонуваш, баш тој ден ќе ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ќе ме молиш ке ме сонуваш, баш тој ден ќе ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Многу песни сумно пеа нас, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, мои со депресија гитара и една лага голема. Тогаш ме чуват сите што ги боли, Богата што нема име, ташна љубов, среќна песна, еве ти слушни га. Еден ден ќе ме молиш ке ме сонуваш,
си, со кого не знам, не знам да знам. Сега нека чујат сите што ги боли, болката што не мариме, тажна љубов, среќна песна, еве ти судушни наој, еден ден ке ме будиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто ке се случило, а кај си и што си, со кого не знам, не знам да знам. Нога преку нога седиш, не погледнуваш во мене. Илјада лица и ти, сонце во ног меѓу нив. Одајќи цел живот кој, сега се не навраќам до тебе. Јас сум само парник што нема ништо свое освет себе. Можам да прифатам се, колку сум сладна тебе. Не сум виновен, ти ми требаш како дома. Се насме, сами под
Почитувани присутни, се надевам дека уживавте во изведбата на талентираниот Дамјан Стојменовски и младите таленти на културно-уметничкото друштво Вера Јоцик. Следниве признанија ги продолжувам од нашите поддржувачи, односно со своја посебна поддршка во спортот, компанијата Палма Здојл. Овој настан, благодарение на ваквите компании, е можен и токму они ја поттикнуваат спортската заедница да расте и да се развива. Денес Сдруженијето на граѓани Багери доделува признание за поддршка на манифестацијата и придонес во развој на спортот во Македонска Каменица. Со задоволство поканувам представник да го прими признанието. Сдруженијето на граѓани Багери не ги заборави и медиумите кои со години ги поддржуваат спортските настани во нашиот град. Токму затоа следното признание за мултимедијалниот сервис Каменица МК или Медија Поинт, како медиум кој со посветеност поноси секој спортски настан до вас јавноста. Со задоволство го поканува Горан Ристовски да го прими признанието за континуирано и успешно Како посебен белег на Македонска Каменица низ годините и трофејниот женски кошаркарски клуб Баскет Камп. Од основањето до денес секогаш се во фокусот на македонската кошарка, а минатата година по четврти пат стана шампион во првата женска кошаркарска лига и освојувач на Суперкупот. Наградувани се за најдобар женски и младински клуб во државата. Неколку години поред се на врвот на женската македонска кошарка. Несомнено, Баскет Кам ја направи Македонска Каменица центарот на женската кошарка во Македонија. И затоа денес Сдруженијето на граѓани Багери доделува признание за најдобра сениорска екипа во женска конкуренција за 2025 година. Со задоволство го поканувам капитенот на клубот Катерина Поп Димитрова да го прими признанието, да го поздрави и да ги води за оваа награда. Ова е еден плюс мотив за нас да продолжиме со овие успеси како до сега, се разбира со ваша поддршка. Им честитам на сите за добените награди и признанија. Ви благодарам уште еднаш, имате убав вечер. Од спортистите кои Македонска Каменица ги чувствува како своји е и долгогодишната фудбалерка на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса Ана Димитровска. Во 8 сезони за преходната Каменица стана најдобар голгетер на клубот на сите времиња, со вкупно постигнати 267 голови за 224 надпревари, вклучувајќи првенства, купови, настапи во Лига на шампиони. 4 сезони беше најдобар стрелец на првата женска фудбалска лига на Македонија. Како капитен и лидер на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса и репрезентативка на Македонија,
продолжува да инспирира млади спортисти со својот труд и љубовта кон фудбалот. Чест ми е да те поканам на сцена да го примиш признанието за најдобар стрелец на националната првенства и за петогодишна спортска промоција на населеното место. Оно што е исто така важно да се спомне дека и оваа сезона е прв стрелец на првата женска лига со 19 голови во 14 надпревари. Одовде следното признание и за фудбалерот на фудбалскиот клуб Саса Тони Мичковски. Веќе 8 години се занимава со фудбал, а во својата кариера настапувал за екипите на Малеш, Брегалница, Хитго, Силекс, а последните 2 години како дел од фудбалскиот клуб Каменица Саса. Има одиграно 50 надпревари и постигнато 20 голови. Денес Сдруженијето на граѓани багери му доделува признание за успешно надпреварување и врвни достигнувања во спортски клуб од Македонска Каменица. Го поканувам неговиот соиграч Петар да го прими признанието. Во шаховскиот клуб Каменица Саса. Со концентрацијата на шаховската табла во 2025 година обезбедија пласман во втората лига. Чест ми е да ве поканам на сцена да го примите признанието за најдобра сениорска екипа во машка конкуренција во Македонска Каменица. Која зад себе носи 20 години богата фудбалска кариера. Нејзините чекори започнува Гашанка од Кавадаци, понатаму во победа Прилеп, ЖФК Јагодина и триумф во Србија, како и ЖФК Драгон 2014. Последните 5 години е столбот на женскиот фудбалски клуб Каменица Саса. Настапува како играч и тренер на сите млади категории. Во својата кариера има освоено 8 шампионски титули и 5 купови, а за репрезентација настапила во сите категории со над 100 надпревари. Беше и селектор на македонската репрезентација за U15, носителка е на УЕФА Б и А лиценца, а и покрај тоа што не е родена во Каменица, градот ја чувствува како своја. И затоа денес Сдруженијето на граѓани багери доделува признание за најуспешен тренер во 2025 година на екипи во младинска конкуренција во Македонска Каменица. Одовде тргнуваме кон инспиративната приказна за тренерот кој е ветер во грб за младите фудбалери, Ален Милековски. По завршувањето на својата 15 годишна играчка кариера во матичниот клуб, фудбалскиот клуб Каменица Саса, продолжува да го носи фудбалот во срцето, меѓутоа како тренер на генерација 2014. Во последните 2 години под негово водство оваа генерација освои 2 први места во источниот регион, како и прво место на меѓународниот турнир Fair Play во Охрид во 2025. Неговата посветеност и умешност како тренер се инспирација за младите фудбалери кои го следат патот на успехот.
Чест и задоволство ми е да те поканам на сцена да го примиш признанието за најуспешен тренер на 2025 година на екипа во детска конкуренција. Да ја поздравиш својата публика и да ја Здраво на сите. Најпрво да го поздравам председателот на јавачката група Багери, што втора година поред ја организира оваа превова манифестација. За мене оваа признание е голема чест и уште поголема мотивација за работа во иднина со овие прекрасни деца. Ви благодарам. Следните зборови ги посветувам на легендата на фудбалот во македонска каменица, Перо Стојановски. Човекот кој остави посебен белег и ја одбележа тогашната ФК Саса. Роден е на 22 мај 1968 година. Ја започнува својата фудбалска кариера уште на 15 години во фудбалскиот клуб Саса. Минува низ сите младински школи. На 27 години станува капитен на првиот тим, со кој настапува 20 години и забележува повеќе од 650 надпревари, што се вбројува и меѓу вечните легенди на клубот, заедно со Томе Петров и Лазо Јовановски. По 2 децении посветени на матичниот клуб, Стојановски продолжил да игра за екипите на Осогово, Брегалница и Младост, оставајќи неизбришлив белег со својот талент. Иако го напушти овој свет на 18 ноември 2020 година, спортскиот дух продолжува да живее во срцата на фудбалската заедница во општина Македонска Каменица. Сдруженијето на граѓани Багери подготви иницијатива до Советот на општина Македонска Каменица, со која се предлага градскиот стадион да го носи ликот и делото на Перо Стојановски. Како вечни чест ми да ја поканам неговата ќерка да ја прими плакетата за животно дело, за високи спортски достигнувања и промоција на Македонска Каменица. Добра вечер на сите. Сакам да се заблагодарам за поканата и за укажаната почит за да му примам признанието во име на татко ми. Им посакувам многу успех на спортистите и константен напредок во својата кариера. Сакам посебно да се заблагодарам на човекот што седи во првите редови, господин Бранков, за ова признание и голем човек. Посебна почит и посебни зборови из еден од најголемите фудбалери во историјата на фудбалскиот клуб Саса, Лазо Јовановски. Јовановски настапувал цели 15 години и во тој период има одиграно околу 600 надпревари, со постигнати 280 голови, бројки кои зборуваат сами за себе. Со својата љубов кон клубот, Лазо остави неизбришлив белег во историјата на фудбалскиот клуб Саса и е вистински пример за идните фудбалери. Особено ми е чест и задоволство да ве поканам да ја примите плакетата за животно дело, животни достигнувања и спортска промоција на Македонска Каменица.
почеток на многу спортски успеси докази и спортското патување на ракометарот Кристијан Анастасовски. Со ракомет започнува на своја 12 годишна возраст во школскиот клуб во Македонска Каменица. На 16 години се преселува во Вардар, каде ги минува сите младински категории. Потоа неговиот пат го води кон работнички Охрид, 2 години во Франција, Косово и Тиквеш. Од летото 2025 се враќа во Вардар, каде што во првиот дел од првенството ја освојува првата позиција и се пласира во втората фаза на ЕГФ Европа Лига. Успешен спортист кој е доказ дека со труд и верба во себе малите почетоци може да прераснат во голема меѓународна кариера. Чест и задоволство ми е да те поканам на сцена да го примиш признанието за најдобар спортист на годината во сениорска мачка конкуренција на и да се Добар вечер на сите. Чест и задоволство ми е што сум дел од оваа вечер. Пред се исто да им честитам на луѓето кои земаа награди. Голема благодарност до Дружение Багери, до председателот Прангов. Би сакал уште многу години да се организира оваа преубава манифестација. Тоа е се. Фала. Почитувани присутни, денешната вечер ќе круниснаме со столбот на женскиот кошаркарски клуб Баскет Камп Ивана Кметовска. Кошаркарка која го предводеше својот тим до шампионскиот трофеј во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Четврта титула поред за клубот, каде таа беше прогласена за најкорисен играч на финалната серија со одличен перформанс и 28 поени во клучниот надпревар. Беше прогласена и за најдобар кошаркар, додека во својот тим женскиот кошаркарски клуб Баскет Камп, освен шампионатот на Македонија, ја подигнаа и Супер куп титулата. Со задоволство те поканувам на сцена да го примиш признанието за најдобар спортист на годината во сениорска женска конкуренција и да ги поздравиш присутните. вечер и од мене. Честа е многу голема. Благодарам на поканата на председателот на Дружението Багери господинот Прангов. Секако ова е многу голем мотив да продолжиме да представуваме Македонска Каменица, Дружението и сите тука кои што живеат. Благодарам уште еднаш. Почитувани присутни, денес заокруживме уште една успешна спортска година. И затоа, драги спортисти, ви честитам на сите. Вашите достигнувања не само што ја инспирираат нашата заедница, туку и покажуваат што се може да се постигне со упорност и верба во себе. Вие сте пример за тоа како спортот може да го промени светот околу нас. Благодарност уште еднаш до сите наши спонзори, организатори, поддржувачи и волонтери кои помогнаа да овој настан биде успешен и достоинствен. Нека ова биде традиција која ќе го слави спортот и ќе го поттикнува неговиот развој. Ги поканувам сите добитници на сцена за една заедничка фотографија, а Сдруженијето на граѓани Багери ве поканува сите присутни на пригоден коктел. Благодарам.
И да си имам со школа се пала, имам право да го кажам моето, имам право да го кажам моето. 2 милиони семејството ми брои, брата и сестри, а не сме иста крв. Во Македонија сите сме си своји, а и да одам за браќање со прв. Од ова знаме имаш своје место, а ти кога можеш навини. Од ова знаме кога немаш каде, тука сите сме ти родини. Од ова знаме никогаш даже што не се поморе, високи смерти на правдата народот оде, има добро срце, некогаш има совсем одирен. Но кога двама ти човек ти се раѓа, тие пак моменти се родиле. Од ова знаме има своје место, а ти кога можеш навини. Од ова Гледаме сутрин.